Ова не знам како ќе помине. Аман, со овие возила виш. Мирисот. Ако имате дома дете, ако ви деово собере 1500 лекови, циците друг можете. Со среќа. Здраво на сите и добро дојавте во моето ново видео. Денес ќе јадам како бебе. Ама ќе јадам како бебе во 2024 година, затоа што ако сум бил бебе сигурно сум јадал само млеко што ќе ти дадат или од манџата што ги има остатоци, ќе ти го здробат, ќе ти го фрлат. Мора кога гледам мајка ми видео, кој ќе рече: "Море, незахвално да видиш како сме те чувале што се." Не знам, не памтам. Како да знам што сум јадал кога сум бил бебе, ама најверојатно многу од работите што ги има сега тука ги немало кога јас сум бил бебе и да видиме што едат денешните бебиња. Ја ќе ги тргнам сите тука затоа што ги има вставено вака пак за тамнел и полека ќе тргаме све на другата страна. Јас кашички пред многу години пробував со Кики и Иван, ама тоа беше стварно многу одамно и јас сега најискрено не се ни сеќавам ни на вкус ни на ништо. Знам дека доста од нив беа гадни, ама ќе видиме сега како се чекаме ми фалат лажички. Океј, немам појма со што да почнам прво, значи сакам да пробам, еве ќе да пробам можеби со, мара мислам ова ќе биде голема грешка. Сакам да пробам со најголемата каша, а тоа е со вкус на шпагети болонјезе. Има додаден сол, вика, значи јас кога видов, бев во маркет, бирам и гледам болонјезе. Шпагети болонјезе да јаде дете? Па нема лош вкус, ама чекам. Јас мислам ќе имам проблем со тоа што колку се кашесто, ама ајде ќе видиме. Не знам дали ви интересираат цени да кажувам тие што ова е 111 денари, мада ако што гледам сите каши се овие се другите се под 74, ова е 111. Ми е многу чудна текстурата. Не знам дали требаше да ги ставам во фрижидер, ама у продавница не стои во фрижидер, така да, ајде, болонјезе. Сега размислувам што ќе им правам после видеото на овие работи. Јас ова нема шанси да. Знаеш што, не е лошо. Најголем проблем имам со текстурата затоа што е, не знам како да се, не знам дали се гледа, дали може да видите, буквално каша. Најголем проблем имам со текстурата и тоа што вика дека има додаден сол, јас не осеќам сол и ми фали сол. Можеби ако би си додал јас сол внатре во ова дека ми било добро. А вака ми фали зачинче, ми фали сол. Не знам бебиња колку смеа да јарат зачинети работи воопшто. Ама мене ми фали. Да оценувам ли во ова видео? Оцена за ова ќе дадам 4. Не се ни затвара. Како се затвара ова, да треба да се стисне? Не разбирам. Ова не се затвара. Првата помина и ми стоја нака гадно, така да. Што се овие човек? Ова е валја некој си сокче за бебиња? Види колку е мало кутрото. Ова може ќе биде со смути некој? Да, поише личи текстурата некој смути. Шо е тоа? Вкусна јаболко, ако бидеш лошо. Мешано овоше со железо. Треба ли ја да го пијам ова? Много е млитаво, им преблаго. Кога да си рендал јаболки и да си додал бајаги шеќер во нив и да одстоело неколку дена, некој еден месец да одстоело така, да седи. Тројка. Јас не знам дали нешто ќе ми се свиѓа тука. Дај малце да сменим. Јас овие ги гледам прв пат во живот, не знам дали од секогаш постоеле, се вика вајда онни, без шеќер и сол, без вештачки бои, конзерванси и пржење, 100% пченка и нешто што ми е најако, значи прилагодено за детско раче. Не знам колку се чита. Колку треба да бидат мали овие за да бидат прилагодени за детско раче? Ми се свиѓа дизајнот, морам го пофалам дизајнот на ова. Баш онака детско и сладко. Ова ли е прилагодено за детско раче? Ејде какви се. Баш ништо нема додадено. Памук јадам. Јадам само памук. Ни шеќер, ни сол, ни буток. Значи ова нема ништо. 1 од 10. Ова нема ништо. Дај друга каша. Дај некоја овошна убава. Дај да си одберам нешто. Органско вкусна слива. Ајде да видиме ова дали ќе обидува. Ми се кива. Сега го кажа дека ќе кивам, нема да кивнам. Така. Колку коштаат смоките? Ако е поише од 15 денари, тоа е криминал. Витаминка Флипс точно 15 денари. Не може дека е точно 15. Добро, на граница. Да беа 16 ќе се бунев. Ајде да видиме слива, каша. Ова би требало да биде подобро од болонјезе, дајте мол. Е подобро. Бак млитаво вече каша. Ко повраќани. Знам дека е гадно и дека не треба зборам така, ама човек, самото што е такво кашесто ми е... Добро, Стефан, не е ни за тебе, ама
Сега јас го јадам и за мене не е убаво. Далеку подобро ми е од болонјезето, зашто болонјезето стварно исто така му фалеше премногу зачини, сол и чуда. Ова барем е јадливо. Ова да ми речеш мораш да го изедеш, ќе го изедам. Од тие другите нема шанси, ништо од нив. Ова би му дали еве 6. Јас многу се прашувам дали нешто во видео би стигнало до кај 8-9. И многу лошо се затвараат луѓе. Ако имате дома дете или ако сте зимале каши или било што, дали и вие имате проблем да затворите каши? Зошто не се затвараат? Имам сумнително киндер јајце, што не е киндер јајце, туку се вика Lucky Boy. Колку кошта ова задоволство? Јајце 140 денари. Дали вреди, ќе да знаеме сега. Колку играчки има, бе? Значи, прво, Lucky Boy and Girl. Добив вакви, како се вика овие, M&M's. Ова бажи ми се, прво мислев дека е некаков миньон. Ама не е миньон, кој знае што е треба да биде. А ова е кола. Колата е баш low quality. Не вози баш. Тоест, па и вози. Не знам дали се фокусира, се надевам дека нешто гледате. Што ја поѓаволите си ти? Има вајда, ова треба го ставиш негде. Тоа ако искача нагоре. Ја не разбирам поентата на оваа игра. Има и вакво, ама не гледам негде кај тоа се става. Еве го кај се става. Океј, има мајкула и сега што? Кај се става таа ајкула? Никаде. Нема негде кај да се прицврсти за самото тоа. Онака постои. Или демек треба да го Тоа ли е играта? И да пробаме Lucky Boy and Girl Bonnie Top, го најдов вистинскиот збор, не е M&M, туку Bonnie Top. Овие ќе бе добре, класични, кој сите други што постојат. Овие се топ. Ако оценувам јајцето како јајце, дали вреди и оцена целокупно за него, нема за овие посебно, би му дал оцена искрено 7, со надеж дека некогаш ще подобри играчките од ова, мада и колата не е лош. Дете би се израдувало вајде. Дај да пробаме што се овие. Ова е лино чоколино млечен десерт. Ова искрено можеби од сите работи најмногу ми ветува и многу баш ме интересира што би било. Има внатре две. Да видиме, за секој користам различна лажица. Ако некој се прашува. Чекай да не ви покажав. Изгледа вака. Ова не е лош, ова е далеку од лош. Ова можеби е најдоброто нешто во видео. Не е претерано, али ко за бебиња, ова е најдоброто нешто за бебиња до сега. Ова ќе му дам оцена 8. Ова е добро. Колку е цената на тоа? 103 денари. Одиме пак на Lucky Boy. Се надам дека и ова не е поише од што ми има играчка да речеме 30 денари денешно време. Липс Lucky Boy сте подарок играчка 70 денари. 70 денари. Ако биде лоша играчката, ќе видиме прво. Ова е подобра смоката на друга, нешто нема ништо, барем има солче нешто. Аман со овие возила, виш. Добив некој си теретњак камион. Сега добив воен камион. Гле. Пишува милитари. Некој е срекно бебе што има ставено субскрайб на каналот, ќе ги добие. Како смоки се 6, али ради тоа што се 70 денари, јас ќе им намалам и 5. Дај тебе да те видим. Значи ова може би имам јадено. Ова сигурно го знаете, значи бургер у форма на гумени бомбони, али баш јак изглед. Дали би можел да гризнам онака ко бургер што се гриза? Не се гриза така. Успев. Гумена бомбона ко гумена бомбона. Премногу благо. Седмица. Мара за бебиња ова да не е. Зимам онака по и за деца, не се само бебиња тука. Имам уште 6 производи се на се. Baby's first broccoli. Леле тука, јас тука, кај ова болонјезето не сум можел да доширам затоа што има налепница. Јас мислев дека пишува додадено сол, а сега гледам од другите дека таму пишува дека нема додадена сол. И затоа и болонјезето беше толку лошо без ништо. No added salt. Јас брокола, само брокола не јадам, ако ми е мирисото. Мирисот е многу лош. Јас брокола вака во животот не јадам ако во залчето неам уште минимум 2 други намирници стаено во истото залче со брокулата. Не можам сама да ја јадам. Ова не знам како ќе помине. Самиот мирис премногу ми смета, оддалеку ми смета. Со среќа. Много лош. Може би со многу додадено сол би било до некаде јадливо. Ова не. Оцена 1. Заради потенцијалот, може би со нешто додадено врз него да биде добро. Дај друг сме кај кашите ќе пробам уште една, што е ова Wild Berries in Apple. Тука има и боровинка, и малина, и јагода, и свашта нешто. Не јагода, јаболка. Се надевам дека ќе биде добро овако што беше сливата. Ова е многу течно. Да, овие овошните каши се најдобри. Ова е дури може би и подобро од сливата.
Ова е коцена 7. Што е ова? Јадев, ова е друг. Нема додадено шекери, има слива, има круша. И ова ќе биде како смути, така? Стефан. Истот коментар го имам кој што го имам за она друго, за ова. Ова е тука не пишува дека е, пишува дека е прилагодена за детско раче, добро. Мислев дека не пишува затоа што претходниот пат пишуваше тука негде. Која е разликата од ова до она друго или нема? Или ова треба биде демек жирафата за машко, а юникорнот за женско или нема врска? Или само различно стегичка? Ја претпоставам дека ќе нема, мислам дека нема разлика во вкус. Пишува само 100% пченка. Дара нема. Значи јадам воздух, јадам памук. Што ова содржи тука? Пченкарен флип, пченкарен гриз 100%. Толку е. Содржи траги од млеко, соја, глуцени кикирики. Оцена 1. Исто со другото. Овие ќе ги оставам за крај зашто некако ми изгледаат ветувачки. На Нестле се и се вика Јоголино. Тука имаме 100% овошје, крушка и јаболка. Што е комбинацијата крушка и јаболка во секоја можно вакво? Со ова кажуваме чао на кашите кој ќе јаде после ова, не знам. Не кажам, ова ми нема разлика со претходното. Со последната каша, ова што ја пробав. И ова е оцена 7. Ова е топ. Мислам, топ колку што каша може да биде. Дали може би вие имате некоја каша што јас не ја пробував, а вие сметате дека е највкусна? И која е таа? Иначе знаете како мислев да е форматот прво на видео, сакав да биде како 24 часа, а јадам храна за бебиња, само тоа и ништо друго, и онака баш и во цуцла, и во се, и со млеко, и со лигавчи, и со баш онака како бебе да живеам 24 сати. Така да не знам, ако го сакате и тоа, ако видео собере 1500 лайкови, го правам тоа, живеам 24 часа како бебе. Тоест, не знам, јадам барем. Јадам 24 часа како бебе барем. И ќе јадам и со цуцла и со се што може да додадам. Ама не лајкувајте, не мора. И последното е ова. Нестле Јоголино, на кој јазик пишува тука, бре? Десерт за бебиња, пудинг со бисквити ова. Детска храна за доенчиња и мали деца од 6 месеци натаму. Леле, колку се, значи, немаше едно да се земе. Јас имам 4. Ако ова не е добро, кој ќе го јаде? Те молам биде добро. Еве како изгледа, само да не ми се истори. Ајде да видиме. Чекај мирис. Бисквити. Ова е најдоброто нешто во видео. Ова баш се осеќам кој ние што сме јаделе како мали, бисквити и млеко. Леле, кој не си надроби некој ден знаете од кој немаме еден бисквити и млеко. Ова ми е како бисквити и млеко, ама плюс измешано со наместо да е млеко, да е некаков си пудинг. Пудинг од ванила. Таков вкус има, значи ова е 9. Ова е официјално најдоброто нешто во видео. Добро, значи веќе од цицерот. Бебиња ве жалам, цицете дур можете. Затоа што храната. Исто така предложете ми нешто коментари ако некој си тип на производ го пропуштив, за ако се деси да снимам друго видео да знам што да купам последниот пат, не знам. Ако некој сака да се посвети да ми напише. Ко тоа што очекував, така и поминав, не очекував дека нешто ќе биде претерано вкусно. Тоа е тоа за ова видео. Лајкнете го видеото, ви кажав ако собере 1500 лајкови и ако се надам дека нема собере 24 сати цел ден ќе јадам само бебешка храна и ништо друго нема смеам да каснам, онака секој оброк во денот ќе ми биде бебешко. Субскрајбнете се каналот уште видеа и ние се гледаме следното. Чао! Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува.